Трета година поред на меморијалната манифестација Пријателите на Ристо. И вечерва во фојето при Домот на културата Иван Мазов Климе ќе се соберат токму тие пријатели кои што го ценат и почитуваат делото на Ристо Соколов Сокол. Организатор на целата оваа манифестација, Сдруженијето за алтернативна култура, Алтар Центар, Маријан Тодоровски ќе ни каже во кратки црти нешто повеќе околу сето тоа. Значи, ова вечер сме овде во чест пред се на делото и животот на еден од доените на не само на кавдаречката, туку и на македонската ликовна уметност. Ристо Соколов е дел од средната успешна генерација на македонски ликовни уметници. И вечерва овде сме чисто да се подсетиме за тоа кој и што беше Ристо. Значи, да го прославиме неговиот роден ден. Да, тоа сакам да го кажам. Инаку денес е 16 април, ден пред 61 година, 1957 е роден Ристо Соколов. Ден кога тој се родил било ден Великден, така да ова вечер буквално го прославуваме роденденот на големиот уметник Ристо Соколов. Што се ќе можат кавадарчани да видат во оваа манифестација? Пред се ќе можат да видат дела од Ристо Соколов. Дел од нив од 2005 кога се настанати, а се настанати овде во Домот на културата, во култниот арт перформанс на Ристо Соколов. Овде се изложени ова вечер. Другите дела се исто 10 кои што беа дел од последниот негов работен циклус. Станува збор за ликовни дела на тема 10 Божји заповеди. И плюс ова вечер, како гостин на вечерта, е слободно можам да кажам, омилената внука на Ристо Соколов, Билјана Соколова Тодоровска, кој што ќе се представи со уметнички фотографии ова вечер на тема кавадарци. Само Билјана или тука и Јадран? Да, Јадран е со можеби највредната слика ова вечер, кој што ќе бидат Јадран Манчев, да го кажем тоа, кој што ќе го видат Ристо во на една фотографија во една исклучителна поза. Имаме и сегмент на фотодокументација од личната архива на Ристо Соколов, значи како видео презентација, фотографии и од архивата на неговите соработници, од мои соработници и пријатели, кај Ристо тоа беше исто, и ќе може да ја видат присутните, и се разбира како музичка придружба на вечерта, кавдаречките трубадури, кавдаречките Трио Гранде и Ристо Димитров и Орце Павлов од Бедасол, односно Small Shakers, со рок дел на вечерта. Понашки Бадасал. Бадасал, да. Само уште за крај ќе те прашам. Кој го правеше изборот на делата што ќе биде, дали се тоа дечките од Сокол Арт, односно екипата од Сокол Арт? Да, тоа заборавивме да го кажеме. Пред се неформалната група уметници која го носи името Сокол Арт, благодарејќи на култното уметничко студио на Ристо Соколов, Сокол Арт, направен изборот од нив. Ова е само прво одбележување на големата уметност на Ристо, натаму низ периодот кој следува. Наредната година ќе следуваат многу други активности посветени на Ристо Соколов во организација на Алтар Центар, но и во организација на Домот на културата и неговото семејство. И само да кажеме за крај, бидејќи го заборави, ама јас пак ќе те потсетам. Манифестацијата годинава е под покровителство и на Министерството за култура. Да, тоа не е сегде објавено. Исклучително сме благодарни за тоа, бидејќи станува збор за манифестација која е што покрај ликовните дела баре организацијски, така да ова година Министерството за култура одржа 3 настани во рамките на Алтар Центар, меѓу кои сега е овој посветен на Ристо Соколов, вториот настан е посветен на
кавдаречкиот урбан човек Дејан Костов Лиса, поточно денот кога се роди добриот човек, кој се случува на 10 јули секоја година, и за ова година враќањето на кавдаречката рок сцена Тиквиш Рок Фест Кавадарци. Маријан Тодоровски ја најави омилената внука на Ристо Соколов, Билјана Соколова Тодоровска. Билјана, трета година поред. Да. Меѓутоа, какво е чувството еве сега да се направи нешто во чест на Ристо? Не му го должиме ова на Ристо. Значи, сето школа што ми го пружа за композиција, за ликовна уметност, за животот, како да живееме, и јас му го должам ова. Значи, никако Алтар центар, како Маријан, како Ацо, како Бора, како Бейбис, сакаме да му вратиме на некој начин на Ристо. Вечерва имаш мала презентација на фотографии за прв пат. За прв пат, да. Зошто за прв пат? Мислам, оние што те знаат дека се бави со фотографија за подолго време, меѓутоа зошто годинава за прв пат? Вака, јас значи не сум фотограф. Јас сум голем љубител на фотографијата. И сега, пошто видив дека има услови да се презентира малце, А имаш и материјали. има и материјали, успеав да склопам некој мал дел, за да има презентација тука на изложбата со дел на Ристо. Значи, тие композиции што ги правам јас се благодарение на школата што ги имам од него. И морам уште еднаш само за крај да те прашам. Дел си од Соколар, така не се лажам. Да, основач, да. Кажи ми, колку екипата од Соколар ќе продолжи понатаму да работи, односно да чекори постапките на Ристо? Секако. Секако ние имаме представници секаде, значи Трајчето ни е настрана, он е еден голем представник, Ацо Малинков, Маријан, значи ние бевме таа тајфа, што го основавме заедно со Ристо како главен, што го основавме Соколар. Јас ти посакувам дека, мислам, ти посакувам многу скоро да те видиме и со самостојна изложба. Благодарам. Се надевам, да. Не си фотограф, ама доволна е љубовта кон Љубовта ми е, да, фотографијата, да. Благодарам, секако. Драги мои пријатели, пријатели на Ристо, пријатели на Домот на културата и пријатели на културата и уметноста во Кавадарци и генерално на кавадаречката култура и уметност, добро вечер овде во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе. Мисля дека во вечерот ќе имаме една интересна, емотивна
Меѓутоа, во секој случај, ете пријатна прилика да бидам во двојна улога како домаќин овде од Домот на културата и како човек од организаторот на оваа вечер од невладината Алтер центар. Меѓутоа, кога го видов едното лого и другото лого овде позади мене, излегува дека е тројна, а не двојна улога. Значи, левото лого е на невладен Алтер центар, а десното лого е на Сокол Арт. За среќа, со полно срце и душа можам да кажам дека сум еден од основачите и активните членови на двете организации, а во моментов како домаќин човек од Домот на културата. Еве не по трет пат на роденденот на Ристо на 16 април. Ристо Соколов Сокол, еден од најголемите помине, без разлика на пријателство и другарство. И колку да звучи нескромно, ликовни уметници кои Кавадарци ги дало, па и пошироко, беше роден на Великден. Годинава, 16 април не е Великден, една недела порано беше големиот празник, христијански. Човекот кој пред 3 години не напушти на еден друг празник, наш градски и лозарски, на Свети Трифун, на 14 февруари. И ние од Алтер центар правиме чествување, сеќавање, дружење по повод неговиот роден ден 16 април, еве, трета година поред. Одбираме нови простори, веќе потврдени или откриваме. Значи беше едно Астрато, па минатата година беше Дорс, еве сега сме во културна институција. Со различна шема, различна концепција го славиме секој негов роден ден и основниот збор се дружиме во негова чест. Тука е, негде лебди цело време неговиот дух. И накратко вака да ви прочитам само неколку реченици по овој повод. Ова вечер ја отворија големите пријатели на Ристо Соколов Сокол, кавадаречките трубадури, членовите на составот Трио Гранде, во чест на нивните боемски и уметнички дружби, но и во чест на самата оваа вечер. Ви благодариме што се вечера овде со нас сите вие. Ако некој не ви кажал каде ми се трубадурите, Трио Гранде, вие сте дел од ретките богатства кои ги има Кавадарци. Ова меморијална манифестација Пријателите за Ристо е во организација на Сдруженијето за алтернативна култура Алтер центар Кавадарци. Ристо Соколов Сокол е еден од основачите на Алтер центар. А Домот на културата Иван Мазов Климе има посебно место во животот на Ристо Соколов. Ако не друго, ќе ги спомнам само неговиот култен арт перформанс, кога настанаа дела кои од 2005 година вечерва прв пат се излагаат пред јавноста, тоа со овие големите тука, еве ги и зад мене има балерина, тоа беше на големата сцена на Домот на културата. Вториот велелепен настан во Домот на културата е неговата самостојна изложба Траги, која според сите мерила е воопшто најпосетената ликовна изложба во оваа наша институција. Трагите се овде, таму стојат во овој простор, еве ги. Ако можете да забележите на двете страни, така символично стојат од 2009-та, ги издржуваат сите овие премрежја на оваа наша институција. Оти Ристо беше пред се голем човек и знаеше како треба. Вечерва овде се изложени 10 дела од неговиот последен работен циклус. Тоа се 10 Божји заповеди. Дел од неговата последна изложба која се одржа во Кавадаречката музеј и галерија. За да го задржиме неговиот начин на излагање, вечерва пред нас е едно негово еротизирано дело, неговиот диптих цртеж. Па сами пронајдете се во него, ние сме го студирали и уживале во него со децении, блиските. И секако преку видео презентација овде пред мене правиме една мала прошетка низ неговиот живот со фотографии од неговата приватна архива, но и од архивата на неговите најблиски соработници
Тони Коцев, Јадран Манчев, Дејан Мелов, Астрато, Тони Галабов, јас Александар Малинков, Маријан Тодоровски, Трајче Јованов, Билјана Соколова Тодоровска и многу други. И да, најоригиналниот кавадарачки бог Бахус беше токму Ристо и благодаречи на неговиот Јадран Манчев имаме и фото доказ за тоа. Што гледам тука се, освен најблиските и роднините и добар дел од другарите негови, не само соработници, ете, поздрав и до нив. А кога сме кај роднините и Билјана, ја спомнав Соколова Тодоровска, неговата омилена внука, но пред се колешка по струка, ликовен уметник и тоа графичар како него, денес одличен врвен дизајнер и врвна негова соработничка, таа се јавува како автор на фотографиите, оние пред мене таму, и се подразбираше дека нејзиното прво представување како автор на фотографии ќе биде на денот на раѓањето на нашиот Ристо Соколов Соколов. Што друго ми останува, освен некој збор на свој негов карактеристичен, специфичен начин да ќе ви каже Маријан Тодоровски, кој милува да рече за Ристо дека беше негов постар брат, сопатник, соборец, покрај боемштината што ја делиме, има специфични односи. А после Маријан, рок музичарите беа негова слабост, тоа малкумина го знае за Ристо, но за тоа потоа текот на вечерта, овој пат ќе видат Ристе Димитров, Форце Павлов и така ќе се дружиме со нив, со своји тематични бендови и тие. Ама ете го, Маријан нека ни каже самиот нешто, од мене толку. Благодарам. Морам да почнем вака. Јас сум Маријан Тодоровски, дел од неформалната група уметници Сокол Арт, настаната по иницијатива на Ристо Соколов Сокол. Во неговото култно уметничко студио Сокол Арт, неговото отворено ателје. Сум дел од Алтер Центар, но и сум вработен по Домот на културата Иван Мазов Климе, вечерва како домаќинска институција, заедно со моите драги колеги. Добро вечер и од мене овој пат. Ви благодарам што сте овде вечерва, во чест на денот кога се роди најголемиот човекот и уметник, за кого каде и да појдеш, кога ќе спомнеш неговото име, ти велат, да бе, Кавадарци е дел од Ристо, Ристо од Кавадарци. Морам да го читам ова, што сакам да го кажам, ќе имате разбирање, не се сомневам во тоа и вака би започнал. Беше Свети Трифун кога замина Рики. Сам ли си го одбра празникот? Не знам. Вела дека големите луѓе сами си ги бираат деновите на раѓање и заминување. Се почесто верувам во тоа. Ама знам дека нашиот Ристо Соколов Сокол се роди на 16 април 1957 година во Дреново на ден Великден. Со години славеше два роден дена. Токму минатата година, на 60 години од неговото раѓање, му се поклопија двата роден дена. Вечерва, овде во Домот на културата, по трети пат го одбележуваме денот на неговото раѓање. Првиот пат беше во неговото и во наша Астрато, лани во клубот Дорс. Места кои се дел од неговата животна, уметничка и човечка приказна, само дел од бројните места и приказни кои тој така добро ги раскажуваше, чини се бил со него. Вечер сме дел од мемориалната манифестација Пријателите за Ристо, не само како учесници во официјалниот дел, и не сте вие само публика на понудената содржина, почитувани. Вие, почитувани пријатели, сте дел од настанот. Токму заради тоа што сте овде вечерва, затоа што повеќето од вас биле дел од неговиот велелепен живот и патешествие низ Кавадарци, по Балканот, низ Европа, по светот, низ Берлин, Париз, Софија, Белград, Њујорк и повторно во неговото Кавадарци. Тука сме да се подсетиме на неговите приказни, но и приказните за неговиот и наш живот, и како уметник, и како човек. Би сакал ова негово очекување моите најблиски да бидам конкретен, да кажам нешто. Жал ми е само вечерва што не е со нас Трајче Јованов.
Младиот уметник кој тргна низ светот да се пронајде себе си и како човек и како уметник. Исто како и Рики кој од почетот до крај ја ткаеше својата приказна уметничка и човечка на секаде каде што го одведе на неговиот пат. Трајче секако наскоро ќе биде со нас, ќе правиме фина уметничка и човечка дружба со него, ама ете многу фино е исто како што кажа Ацо, што вечерва со нас се и неговите Билјана Соколова, Ацо Малинков, Дејана Страто, Јадран Манчев, Тони Коцев, Ванчо Кеков, Мицка и Џоко Наумчеви, као да речките уметници и сите вие почудовни пријатели. Имам една кратка приказна. Ристо е роден во Дреново на 16 април 57, како што рековме, на ден Великден. Но Ристо е пред се дете на кавадарци. А сите ние кои низ неговиот богат, плоден и раскошен живот бевме покрај него. Бил како пријатели, бил како соработници, соборци во кавадаречкото секојдневие, сме негови браќи и сестри. Оти Ристо беше еден и единствен. Трагите на неговата уметност, трагите на неговиот живот се насекаде низ градот. Голем дел од вас вечерва присутни, почитувани, имат негово дело дома, кое не само што го украси просторот, туку живее со него. Ке ми простите, се надевам вечерва, оти по кој знае кој пат кога станува збор за Ристо, ме совладуваат емоциите. Оти ако не друго, роден е на денешен ден, а деновите кога се раѓаат големите луѓе се за славење и незаборав. Ако овде пред вас почнам да раскажувам, не само за моето сведоштво, за неговата уметност, за неговиот живот, ќе немаме време да наздравиме за неговото овоземно патешествие. А тој, верувајте, вечерва би го сакал токму тоа, да наздравиме за него во дружбата која следува да се насладуваме на неговата уметност, да си ги прераскажеме нашите сведоштва за неговата голема позитивна енергија, за неговата голема љубов кон сите кои ги познаваше, соработуваше, се дружише. Ви благодарам од моje име пред се, од име на мојата сопруга Билјана Соколова Тодоровска, од името на неговото семејство, од име на организаторот Сдруженијето за алтернативна култура Алтер центар од Кавадарци, од името на мојата матична институција Домот на културата Иван Мазов Климе, што вечерва сте овде. Фала им на Трио Гранде, на Ристе и на Орце, кои ќе настапат после нас, на вработените во Домот на културата, на членовите на Алтер центар, на Винарија Наумчеви, на сите кои допринесува вечерот да се сретнеме во чест на најголемиот меѓу нас, во чест на Ристо Соколов Сокол. И да ви кажам, Ристо беше рокер во душа. Затоа после мојот муабет ќе настапат Ристото и Орцето со нивен избор на музика. Реки каде и да си до следната средба, скапоцен драг пријателе. Уживете во вечерта, почитувани.